8 часот 53 минути, 18 декември, период кога веќе е започнато одбројувањето на новата година и кога се случуваат многу културни, новогодишни манифестации, настани и хуманитарни акции. А и период кога се украсува домот, кога се украсуваат канцелариите, украсуваат градовите, има многу новогодишни базари. Мислам дека сплотеноста и топлината во домот и просторот каде што функционираме е најубав во овие празнични денови кога имаме рачно изработени работи од уметници и ракотворци. Токму таков човек имаме денес во студиото со Слободанка како втор гостин, Сања Митева, која што е и уметник и ракотворец, која што и во студиото ни донесе одлични направени рачни изработки. Добро утро. Или поточно ни донесе една голема радост во студиото. Одма понасмејани, порасположени. Верувам дека ќе ви биде таков весел и разговорот. Повелете. Ти благодарам, Оливера, за убавата најава. Еве уште еднаш ќе ве поздравам, почитувани наши. Многу ќе и кажам едно големо благодарам на Сања Митева, која што ни допатува од Штип да биде наша денешна гостинка, затоа што и заслужуваш да се погледнат овие твои ракотворби. Ја имав таа желба, еве мене ми се оствари, но задоволството се надеваме на двете страни. И ќе кажам едно големо благодарам до Игор, кој те донесе до тука, за да ни бидеш дел од нашата утринска програма. Многу ме личи овој новогодишен коктел кој што си го држам во рацете, изработка секако на Сања. Ајде, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, благодарам што ме поканите повторно во вашата емисија, во вашето студио, кој веќе се осеќа новогодишната еуфорија. Да, меѓутоа и твоите ракотворби кои што сега ги имаме во нашево студио или пак на нашата маса, се едни прекрасни твои изработки. Сања, ние ја запознавме публиката, поточно нашите гледачи, со твоите уметнички дела, со твоите слики, меѓутоа малку сега ќе ги оставиме настрана, што не значи дека повторно ќе ни дојдеш, да ги подсетиме какви уметнички дела создаваш преку сликањето. Меѓутоа, кога ја имаш таа Божја дарба, што јас велам, и со рацете знаеме и сосем нешто друго да правиме, како што еве имаме можност и да погледнеме и не само новогодишни. Можеме по нечија желба што и да посакаме, тоа да го создадеш за нас, така ли е? Точно. Кога се има љубов кон она што го сакаш и го работиш. Креативноста е моја најака страна. Да. И прикажувам при повеќе празници, зависно од што празник доаѓа. Креативноста е таа што ја негувам и што донесувам радост кај моите пријатели, сограѓани. Еве сега сум учесник на новогодишниот базар на Штип, кој што се наоѓа на едносмерната улица, шетачката патека Ванчо Пајке. Оние дрвени куќички кои што ги има, одлично, браво. Да, таму се наоѓа мојот штанд кај што ги изложувам моите изработки. Браво, Сања, и браво за Штип, за град Штип, затоа што, еве, кога разговаравме, кажавте дека има преубав новогодишен амбиент, па да ги поканиме сите кои што нели сакаат да си прошетаат и надвор од своите градови, нека го посетат Штип, нуди нешто многу интересно. Да, градот е како излезен од бајка. Од бајка? Да, од новогодишна бајка. Изгледа како честитка новогодишна, имаме повеќе катчиња направени, прекрасни за слики, за сликање, за фотографирање. Вклучувајќи самата шетачка улица. Кажавме дека ги има таму и овие куќичките, кои што мене се од секогаш ми биле најинтересни, највозбудливи, најпримамливи за да купиме нешто за нова година и за себе. Меѓутоа и ова се прекрасни нешта изработени кои што може да ги подариме со топлина од срце, некој да си ги има во својот дом, а тоа ќе го сториме и ова утро на наш гледач, со задоволство тоа ќе го направиме од твоја страна секако подарок, со оглед на тоа дека еве како ни се погоди некако и предутрешниот голем празник, поточно славата Свети Никола, која и во Штип така ја... Патрон празник, да. Така. Сега, ајде кога сме кај креациите. Имавме можност да погледнеме и некои фотографии кои што ти ни ги испрати, токму од твоите изработки, па би сакала и еве ги, прекрасно изгледа овие чаши. Се многу интересни. Како новогодишни, ке кажам, коктели или креативноста е таа, предпоставувам. Гледаме, еве, колку нежна, розево, розебојава за некој девојче, така да му се подари за било кој повод новогодишниот поготово. Меѓутоа, убаво е да го краси домот. Ете, гледачите ќе си гледаат, а ние ќе си зборуваме за тоа колку време е потребно да се изработи сето ова, Сање. Па,
не би кажала дека ми треба многу време, колку што е потребно да набавиш само материјал и да ги пуштеш рацете да го направат своето. Да ги склопиш сите детали. Затоа што си знае лесно, да ги склопиш сите детали, да. Различно е тоа што секој производ си носи своја убавина и не се повторува со друг. Затоа што секогаш кога ги изработувам, ги изработувам на специфичен начин што не сакам едно да личи со друго. Да, и тоа се препознава и го гледаме и во моментов и од фотографиите кои што кружат вака и гледачите малку со новогодишен амбиент. Ова е веќе новогодишен амбиент во нивните домови, новогодишен амбиент и во нашето студио. Еве ја куќичката. Мојата куќичка изобилува со рачни изработки, изработени од моделарен гипс, кои што се фиксирани на даскичка, кој им дава афинитет поразличен од останатото. Постојат чаши кои што се филувани како новогодишни коктели, чаши како аранжмани, кои можат да придонесат да бидат дел од некоја новогодишна атмосфера. Так, ајде сега малку повеќе околу тоа, многу ме интересира. Кажавме дека сте во центарот на Штип, од колку до колку часот? Или на вакво студено време можеме да се знајдеме некако? Да, куќичките се отворени од 5 часот попладне до 9-9:30. Преку неделата се отворени од само викендите се отворени цел ден. Значи, да. Имаме програма, прекрасна програма. На општина Штип се пријавува програмата кој ќе гостуваат, отколку и според програмата и ние сме отворени тој период. Да, еве гледаме и од видеата како изгледа, колку е прекрасно, колку е волшебно, магично. Да. Секоја чест Сања за твоите изработки кои што во овој момент исто така не воодушевуваат, сигурна сум. Меѓутоа ги имаме и во нашето студио, каде што кажавме дека ќе подариме на наш гледач и јас би сакала еве режија ќе се договориме да го вклучиме и во живо гледачот кој што ќе се јави, зошто да не, за да му подариме нешто и да си одбере, така? Еве, ќе дозволиме да си одбере некој подарок, камерата ќе ги забележи твоите прекрасни ракотворби. Сања, сето ова сама? Сама. Без ничија помош? Колку изработки имаме до сега? Па многу. Можам да претпоставам, така? Да, многу. Во текот на денот, дали си имаш своje катче каде што се затвораш и не сакаш никој да те вознемирува за да произлезе ваков резултат, производ, да. Тоа е едно мало моје ателие кај што живеам и каде што секојдневно се работи од одреден период и се создаваат овие дела. Да, прекрасни се навистина. Што користиме? Па еве вака, за чашите кои што се коктели, се прави специјална смеса, така, која што се мешаат 4 состојки за да се добие ова, за да не пука. Колку се интересни. Јас такво нешто гледам и многу ме воодушевува. Па мислам и дека сме единствени со Браво, Сања, па мора да се биде нешто уникатно. Ова е некој вид на лажно сладкарство. На некој начин го доловуваш вистинското, но сепак останува како детал, како украс. Така. Чашите ги фарбам претходно, ги обојувам за да ја има ефектот на новогодишен украс и деталите ги местам според аранжманот кој што сакам да го добијам. Браво, преубаво, секоја чест и еве, зелената да ја покажеме колку е преубава. Да, еве, од режија ќе ми дадат знак и колегата, доколку имаме гледач, ќе му подариме, еве, ќе си одбере што си сака, па колку убаво би било да погодиме и некој што ќе слави утре. Да. Имаме гледач, да го честитаме. Да честитаме, празникот. Колку е убава, прекрасна е. Ајде да се слушнеме. Добро утро. Добро утро. Како сме? Па, добро. Драго, новогодишно расположение. Драго ми е што ни се јавивте. Кажете ми колку ви се допаѓаат овие изработки? Преубави се. Немам зборови на вистина. Драго ми е. Кажете. Тоа е голема уметност и така, се секој пофалби за Сање. Да. Ви благодарам. Кажете ми што би сакале да го краси вашиот дом? Па, не знам, дај нека ги даде кадарот, јас гледам. Ајде кадарот малку да видиме. Еве, имате можност да си одберете, да погледнете што најмногу ви се допаѓа. Па еве тоа куќичката што е тука во прво. Куќичката со машничката црвена? Да.
Нема проблем. Божитното раѓање на Исус. Точно ке си добиете за Божик, за бадник си одбравте. Секоја чест нека го краси вашиот дом. Каде може да го подигнам, се извинувам? Тука во Алфа повелете. Кога ќе имате време, повелете. Во ред, благодарам, пријатно се. Или ќе се испратите некој од вашите да дојде доколку има повеќе време или пак доаѓа навака во овој правец. Тука сме ние и тука ќе биде вашиот подарок од Сања и ќе го краси домот. Сања, сигурна сум дека многу има заинтересираност околу твојата куќичка, да, и кажи ми, еве, се живее или може ли да се живее од ракотворбата? Па, може да се каже. Да. Креативноста сепак да со нешто нели да се возврати. Да се возврати. Така. Рачната работа пред се сите за нет чисто работат знаат колку е макотрапна и тешка, но кога е направено со љубов ништо не е тешко и се очекува дека ќе биде вреднувано. Така. А сето ова што ние имаме можност да го погледнаме, се забележува со колку многу љубов е создадено и навистина ми е драго што денес еве баш пред празникот Свети Никола можеме вака да доловиме во домовите едно убаво утринско расположение за почеток на денот. Еве јас би сакала уште еднаш околу твојата уметност, ние тука сме со рачните изработки, меѓутоа и сликарството ни е исто така. Што е на прво место? Па, сликарството пред се. Имам во кукичката 2-3 слики кои што исто се масло на платно и се новогодишен нацртени новогодишни амбиенти. Ова е пропратно, ова е сезонски на некој начин, здравје следуваат 8 март, Велик ден, за се нешто. Колку баво ме подсети за 8 март, повторно ќе ни бидеш тука. Ова сега од идеја до реализација, успешно направено, користам моделарен гипс кај што ги изработувам самите кукички, правам приказ, значи секоја даскичка си има своја приказна. Да, тоа е нешто за поздрав и јас секогаш се воодушевувам затоа што ние, па да кажам, кои што го немаме таа дарба и тој талент, кога вака ќе погледнам изработки, се прашувам, баш сето ова што и истото и го поставив како прашање до тебе, колку време е потребно, од каде доаѓа креативноста, идејата исто така, желбата за да се создаде нешто вакво. Меѓутоа сигурна сум дека можеби во момент на пиење на кафе да ти дојде некој. Па еве имаме слики направено брзо потезни само при пиење на кафе, да. Не знам, неисцрпна е. Самата креативност е неисцрпна, само треба да сакаш да ја покажеш, да ја искажеш, да ја извадиш од себе. Така. Јас би сакала, ако не е проблем, Сања, на уште еден гледаш да му подариме нешто. Ајде, тука не се договоривме, меѓутоа знам дека ти си толку со големо срце и преубава душа, што ќе израдуваме уште еден гледаш да го краси вашиот дом со овие прекрасни изработки новогодишни. Кажавме, можеме да се изработиме и по желба што и да си посакаме, меѓутоа со оглед на тоа дека сега се токму новогодишните празници и еве ја новата година за само 2 недели и помалку, така да ако имаме гледач ќе го вклучиме и ќе си одбере, еве ќе подариме нешто за да го краси вашиот дом. Тоа го правиме од се срце за вас, за радост во вашиот дом. Сања, од колку годинки сме со уметноста? Па, од мој 8. Од 8 веќе имам учествувано на први ликовни колонии, на повеќе проекти каде што можеш креативноста да искажеш и ја негувам со текот на годините. Сега ми се надоврзува и следното прашање со пластелин. Знаеше во училишните денови на мали нозе да изработуваш сигурно нешто? Знаев како мало да си направам накид од пластелин, ама за жал нели после некое време се растури, ама сепак има проба. Се извојуваше од останатите. Ајде да го вклучиме гледачот. Добро утро. Добро утро. Како сме? Фала, добро. Драго ми е што сте со нас и веднаш и вас ке ве запрашам и кажете ми како вие го доживувате ова што го гледате во моментов ова утро и овои изработки. Прекрасно. Да. И затоа ќе ви подариме и вам. Еве што би сакале? Па тоа розевото последното. Розевото, чашата? Кучичката? После сликата. Чашата? Последното. Чашката последната. Да. Добро, нема проблем, нека го краси вашиот дом.
Еве, а чашката, колку е прекрасно со Дедо Мраз. Со Ви машличка, благодарам. да. И јас ви благодарам што сте со нас, што ни се јавивте и задоволство ми е што израдувавме наши гледачи. Сања, многу ти благодарам уште еднаш и благодарност до Игор уште еднаш ќе го споменеме што те донесе тука да ни ја разубавиш утринската програма, па се гледаме здравје, да сме живи и здрави до година. Со нови проекти. Со нови проекти. Јас само сакам да кажам на гледачите да се сакаат, да се радуваат на ситни работи, да подаруваат многу малку љубов, мало внимание, што за некому во право време ќе значи многу. Многу убаво кажано и јас истото го велам, Сања, од и малите нешта го прават животот. И еве, вакво нешто да се подари, за мене е многу големо нешто. Така ли е?